Да се живее во институција е многу тешко, особено за децата. Од таа причина Министерството за труд и социјална политика спроведува кампања со која на децата им обезбедува згрижувачки семејства, а со тоа им го олеснува животот на оние деца што биле напуштени или пак одземени од нивните родители. Од Министерството за труд и социјална политика во изјава за МИА информираа дека најдобро за децата е да бидат сместени во згрижувачки семејства, бидејќи таму има приближни услови како во семејство. Посебно е добро кога во секој град има згрижувачко семејство, затоа што за децата најубаво е да си останат сместени таму од каде што потекнуваат. 70 деца од оние кои во моментов се во институција се на возраст до 3 години. Сите истражувања покажуваат дека најлошо е тие на таа возраст да бидат сместени во институција. Тоа е период кој најмногу остава траги во понатамошниот развој. Психолозите велат дека ништо не влијае подобро на растот и развојот и целокупната благосостојба на децата од семејното опкружување. Во Македонија има над 200 деца до 18 години кои се уште се сместени во институции и кои чекаат семејство. Згрижувачките семејства обезбедуваат најдобра алтернатива на грижа во случај кога биолошкото семејство не е во можност да им ја пружи сета грижа и љубов кои му се потребни на детето. Треба да се обезбеди доволен број на згрижувачки семејства способни да се грижат за деца на кои им е потребна привремена грижа, за да нема ниту едно дете во голема институција. Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ ја отпочнаа кампањата На секое дете му треба семејство. Таа има за цел да ги поттикне граѓаните да станат згрижувачи на деца без родителска грижа и да им овозможа да растат во безбедно и среќно семејно опкружување, исполнето со љубов. Има за цел да мобилизира поддршка и грижа и до 2020 година да нема ниту едно дете до 3 години во големи институции. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека згрижувачките семејства имаат поддршка од центрите за социјални работи, невладините организации. Згрижувачите добиваат соодветен паричен надоместок за извршување на оваа функција. Додава дека треба да се направи мрежа на згрижувачи на територија на целата држава, за децата да продолжат да живеат во познато опкружување и блиску до местото од каде што потекнуваат, заради одржување на блиски врски со своето семејство. Во секоја општина треба да се идентификуваат згрижувачи кои ќе обезбедат грижа и заштита на децата и одржување на врските со семејството, заедницата и своето културно потекло. Законот за социјална заштита предвидува форма на згрижување на деца како преодна фаза од излегувањето на детето од биолошкото семејство до решавањето на неговиот статус, додаваат од Министерството. Представникот на УНИЦЕФ во Македонија Бенџамин Перкс за МИА информира дека децата кои се напуштени и осамени завршуваат во мајчиниот дом во Битола и чекаат да бидат земени оттаму, а имајќи ја во предвид структурата на човечките ресурси во таа установа, тие деца на располагање имаат само 1 до 2 часа само да им се посвети во текот на денот внимание. А ние како родители, баби и дедовци знаеме дека тоа не е доволно. На почетокот тие плачат за да привлечат внимание, но како поминува времето тие престануваат да плачат, а изолацијата низ која поминуваат е навистина трогателна, имајќи во предвид дека станува збор за мали деца. Многу едноставно, сето ова можеме да го трансформираме во земјата ако обезбедиме една цела армија на згрижувачи и згрижувачки семејства, но и да го подобриме системот во социјалната заштита ширум земјата. Оние родители кои се згрижувачи и згрижувачките семејства кажуваат дека ваквото искуство навистина ги збогатува, не само нив како родители, туку и самите деца и целата заедница.